Во пожар пеплосан кров и уништени 2 ката од семејна куќа во Струмица. Огнот што тргнал од подкровните простории во неделата вечерта го остави семејството Атанасови под ведро небо. Се претпоставува дека пожарот почнал во соседната куќа и се проширил во домот на Роберт Атанасов, со оглед дека станува збор за поголем станбен објект во кој стануваат 2 семејства. По прво голема трагедија ме снајде. Штета, според проценката, они ја проценуват на 4,5 милиони денара, а според моја пресметка околу 9 до 10 милиона денара, реално е све уништено и изгорено. До темел. 2 спрата се патени од... Комплет 250 квадрата е уништено скроз до нула, све е изгорено. Атанасови се уште го расчистуваат просторот од пожарот. За сега единствено обезбедиле најлонска фолија за да се покрие покривот и да се заштитат од врнежи. Надеж за санирање на домот гледаат во добрата волја на граѓаните. Тоа е, па молам за помош, материјално, финансиски, со опрема, секој како може да ни се помогне. Прво кровот, значи, јас сум на ведро небо, немам кров на глава, немам ништо. Така да еден апел до сите добри луѓе, да кој како може, во колку мера може да се потрудат да ми се помогне. Да, искрено благодарност до општина Струмица, посебно до градоначалникот со неговите соработници, беа тука луѓето, ме посетија. Обеќаа дека ќе се средат некои работи со буџетски средства, они што располагат. Така да и до Министерството за труд и социјал, до господинот Зоран исто, и он беше тука, и он обеќаше дека ќе се заврши работа. Посебно исто до комуналец кој целото ѓубре, целата изгори, све што изгоре, све они го расчистија, така да останува сега само помош да се тоа колку толку макар да се оспособи да се живее еден нормален живот. Тоа е. Атанасови имаат потреба од материјална и финансиска помош за нивната куќа повторно да биде функционална. Хуманите граѓани кои што можат и сакаат да помогнат, можат да уплатат средства на трансакцијската сметка во комерцијална банка или да го контактираат Роберт Атанасов.